За 6 месеци мандат, Бочварски народот 3 пати го викнал на дебата. Започнал со реализација на 7 капитални и 8 инфраструктурни проекти. Ова денеска го кажа штипскиот прв човек Благој Бочварски, кој излезе пред гласачите со полугодишен извештај. Од капиталните проекти од локален интерес, Бочварски особено ги потенцираше ревизијата на проектот Забрана на мотиња, почетокот на изградбата на нова детска градинка во населбата Сењак, а најави наскора изградба на платформата на Отиња. Од капиталните проекти кои се врзани за Штип, а се со национален интерес, Бочварски ја издвои гасификацијата. Ги направивме сите анализи и распишавме оглас за проектирање на 20 км секундарна гасоводна мрежа во општина Штип и ние сме првата општина, тоа ми е особено драго, бидејќи комуницираме со многу од моите колеги градоначалници. Општина Штип прва го започна овој процес после двете општини кои што веќе се гасифицирани во изминатите години, така што компанијата Простор од Куманово ќе биде проектант на секундарната гасоводна линија која што веќе е во фаза на проектирање и која што чини 700.000 денари плюс ДДВ за 20 км гасоводна мрежа во нашиот град. Бочварски доаѓа од сферата на градежништвото, па посебен акцент во својата работа ставил на инфраструктурните проекти. Во своето денешно обраќање ги истакна следниве. Финални подготовки за асфалтирање на 1 километарскиот пат, локален пат од Шешеварлија кон Кошево. Очекувам наредната недела надзорниот орган да даде зелено светло за асфалтирање на овој локален пат. Ставени се и водоводна и канализациона мрежа и се асфалтирани двете нови улици во населба Баби. Нови тротоари имаме изработено на улицата Борис Крајгер, кај салата Јордан Мијалков, кон во насока кон реката Брегалница, кон обиколницата. Потоа реконструкција на тротоарот спроти Стопанска банка, тротоарот наспроти здравствениот дом и почеток на реконструкција на тротоарот на булевар ЈНА. Од активностите кои не се поврзани со градби, но се од исклучително значење за граѓаните, Бочварски си ги истакна мерките кои се однесуваат на бесплатни згрижувања во градинка на деца на самохрани родители, бесплатен ден за бања за пензионерите и укинување на платениот паркинг на одредени улици. Во текст и активностите за формирање на солидарен фонд кој под строго утврдени критериуми и контрола треба да обезбеди финансиска помош за оние штипјани на кои таква помош им е неопходна.